Добар ден, почитуван премиер драг Зоран. Навистина ми е посебно драго, не дека така треба само да се каже според протоколот, туку дека навистина вашето добре дојденост во на вашата добре дојденост и на вашата делегација во Тирана навистина е наше големо задоволство. Вие денеска сте тука по едно големо историско достигнување, огромно достигнување, кое што е плод на вашиот лидершип и лидершипот на заедничкиот наш пријател премиерот Ципрас Преспанскиот договор, која што му даде крај на еден голем долгогодишен застој, го отвори патот за членство на Северна Република Македонија во НАТО и го ослободи, ја ослободи енергијата, позитивна енергија за понатамошниот развој кон заедничкиот пат во интеграција на Европската Унија. Драго ми е навистина што Албанија беше како што значи која што го ратификуваше протоколот на членство за членство во НАТО на Северна Република Македонија. За нас Северна Република Македонија не е само една земја, соседна земја, туку е држава, пријателска држава, која што стратешки не може да се замени односот кој што значи овој однос со Македонија се негува преку начелата на најдобрите вредности кои што не обединуваат како две земји кои што се дел од Европа и кои ќе бидат заедно во масата, значи во семејството на Европа. Од друга страна, јас сум многу благодарен, албанците ви се благодарни за причината што со извонредна визија, со извонредна храброст вие го отворивте патот на една хармонија која што недостасуваше, а колку толку беше потребна во вашата држава за меѓу албанците и македонците. За нас меѓу владината седница каде што се говореше албански, значи символично представуваше и содржински представуваше историски момент. И уште една поголема причина ние да продолжиме да бидеме промотори, силни промотори на идејата дека интегрирањето и стабилноста на Северна Република Македонија е стратешки интерес на нашата земја. Од друга страна, ние сме заедно во еден посебен момент, во момент кога одиме кон еден многу очекуван праг кон отварањето на преговорите во Европска Унија и заедничката работа што ја правиме, значи размената на експертизата, искуството што е создадено и која што заедничко ја споделуваме, секој чекор навистина ни помагаат многу. Од друга страна, драго ми е што ние се согласуваме за да одиме напред во создавањето на заедничка зона, економска заедничка зона, но не само таква зона,
Значи, финализирајќи еден процес технички, кој што технички е комплициран, но стратешки е тоа неопходно, за да се олесни максимално граничниот премин. Како што сме дискутирале, ние сме почнале еден процес со Косово, за жал, малку несватен или недобро разбран тек тук некаде кога сме разговарале за еден модел, но за нас тоа е само потекло на еден процес што ќе се потегне низ целиот регион и ние имаме целата волја и желба да го материализираме првин со нашите соседите, не само со Косово, со Северна Македонија и со Црна Гора, со нашата посветеност и убедување дека сите земји од Западен Балкан треба да бидат вклучени во овој процес и границите меѓу нашите земји треба да бидат толку флуидни, како што се флуидни и границите во Европска Унија. Ако ова нешто треба да го направиме кога ќе бидеме дел од Европската Унија, никој не ни спречува да го направиме меѓусебно денеска, не утре. И многу се радувам што се согласуваме за ова и ќе работиме заедно и многу порано на граѓаните ќе дадеме можноста да влезат и излезат во двете држави без никаква контрола, без никаква пречка, без никаков проблем, исто како што влегуваат во нивните држави и граѓаните на земјите членки на ЕУ. Ние организиравме пред 15 месеци меѓувладина седница и време е да се подготвиме за втората меѓувладина седница, секако очекувајќи ја вашата официјална покана, бидејќи вие сте тие што треба да не поканите и да ги платите трошоците за ручекот. Но верувам дека ќе имате целосна согласност со вашите партии од коалицијата и да ги делите вашите трошоци. Ние денеска практично имавме не една рутинска средба, туку суштинска средба и ќе продолжиме да разговараме и после ова, бидејќи постојат многу работи што можеме да ги направиме заедно, како што истакнува и премиерот, значи ова е многу позитивен момент за Северна Република Македонија, значи за економскиот развој и големениот број на странските инвеститори во Република Македонија, гледаме и значително зголемување на трговската размена, пример 11% е многу малку за разлика од нашите потенцијали, нашите можности, но во споредба со минатото тоа е добар резултат. Но и низа активности во инфраструктурата не обединуваат со заедничкиот наш интерес. Ние веќе сме во насока и на патот на Арбри, значи патот Блат Скопје и тоа стратешка потреба, секако според можностите и според плановите на вашата влада ќе влезе во процес во правиот момент и јас многу верувам дека тоа ќе биде многу успешен потек. На крај сакам да се осврнам на тоа што и верувам во тоа што е основата, неопходната основа на ова пријателство што ја има само можноста да се зајакне повеќе. Албанците во Северна Република Македонија, усвојувањето на законот за јазиците и неговото спроведување, меѓуетничката клима, која што и тоа како се променила и значи од зборови, од хартија стана во дела, тоа е ваша почит, тоа е ваша волја, несомнено тие се причини, значени причини
кои што ние уште понатаму ќе ни ја зајакнат нашата соработка и нашите односи. Несомнено, охрабрувањето и волјата за да се претворат зборовите во дело, тоа го карактеризира денешниот лидершип на Северна Република Македонија и согласувањето за албанскиот јазик да се потегне неговата потреба, значи пошироко во администрацијата, да биде поофицијално, да има повеќе пристап и сите граѓани да имаат своја можност, тоа е навистина фантастичен потек. Со истото залагање, ние ќе продолжиме да работиме. Навистина многу ми е драго што значи и безпрекорно го ценам и потегот за отворањето на почесен конзул во Битола, кој што го потврдува и нашето залагање, нашата волја дека македонското малцинство што живе во Албанија апсолутно да ги ужива сите добри права, сите права и сите добра од оваа позитивна клима што се развива од нашето традиционалното пријателство, што е значи тоа пријателство уште повеќе ќе се зајакне и навистина тоа пријателство е стратешко. Драг Зоран, многу ти благодарам што си присутен денеска во Тирана, многу благодарам на пријателите што се дојдени заедно со вас, вашата делегација и значи пред да ти дадам збор, сакам да истакнам мојата безпрекорна верба во тебе дека со оваа соработка учиме многу и лекциите што ги добиваме еден од друг, од сите аспекти ќе ни служат понатаму во иднина. Ти благодарам. Кабинетот, почитувани граѓани на пријателска Република Албанија, почитувани новинари, дозволете прво да го споделам задоволството кое што го носиме со нас со денешната посета на Тирана, пријателска Албанија. И благодарам на организацијата Нова убаво сонце да не пречекате како пријатели. Но дозволете прво од името на граѓаните на Република Северна Македонија и од моје име, на нашиот голем пријател Република Албанија, да му се заблагодариме и како народ, и како земја, што беше една од првите земји, што го ратификуваше во многу брза процедура протоколот за членството на НАТО на нашата земја Република Северна Македонија. Тоа уште еднаш испрати сериозна пријателска порака до целиот наш народ и за тоа сме ви благодарни. Очекуваме до крајот на годината Република Северна Македонија да и се придружи на алијансата, каде што е нашиот пријател Албанија веќе од 2009 година, да бидеме 30-та земја членка на НАТО. Тоа е една од првите наши стратешки цели како земја. Но паралелно со овие очекувања, нашите надежи се и фокусирани на јуни 2019 година за отварање на предпристапните преговори со Европската Унија. Јуни 2019 година е важен датум за европските перспективи на нашите две држави, како за Република Северна Македонија, така и за Република Албанија. За нас, кредибилен пристапен процес значи обстојување на критериумите за демонстрирање демократски зрело општество и врз база на заслуги, односно испорачени резултати во реформите. Ако ние ги исполниме своите задачи, тогаш очекуваме и Европската Унија да има позитивен пристап за нашите две земји. Во нашата држава успеавме да ги поставиме темелите на едно општество за сите, а работиме низ обиди за максимален консензус и со опозицијата на сите реформски закони потребни за евроинтеграциите. Во Република Северна Македонија, Охридскиот рамковен договор правно формално е исполнен. Останува духот на договорот, рамномерната застапеност во јавната администрација, кохезијата во нашето општество и градење вистинско едно општество за сите во нашата заедничка земја Република Северна Македонија. Искуството кое што го имаме низ диалогот и разумната соработка помеѓу сите чинители во општеството, посебно и помеѓу власти и опозицијата, е тоа што обезбедува пат напред на државата
и сметаме дека тоа е начинот сите држави на Балканот да се движат напред и да остварат својата индивидуална европска стратешка цел. Доаѓаме денес како пријатели и испраќаме пријателска порака до сите чинители во Албанија, низ диалог да се барат решенијата, заради тоа што и јас како Зоран Заев не бев опозиција пред 100 години, туку бев пред 21 месец, но никогаш не дозволевме да оставиме впечаток пред европските институции, пред европските земји, дека сме против почнувањето на преговори на нашата земја со Европската Унија. Тоа е стратешка цел и сите без разлика дали сме власт или опозиција, треба да помогнеме да се исполни таа стратешка цел. Уште еднаш напоменувам, ние сме пријатели на сите граѓани на Република Албанија и навистина и посакуваме само добро на Република Албанија и на албанскиот народ. По денешната средба со премиерот Рама и на ниво на владени делегации го зацврстивме заедничкиот став дека има простор да ја зголемиме многу нашата соработка помеѓу двете земји. Република Албанија е еден од нашите најблиски пријатели, но и партнери, со кој што убеден сум дека можеме, а и во таа насока работиме, да осигураме просперитет и безбедност, европски перспективи на нашите земји и на регионот. Си ја знаеме задачата како политички раководства, граѓаните очекуваат од политиката да создадеме услови за унапредување на економијата и за подобар животен стандард. Соработката помеѓу Албанија, како што рече Еди, е зголемена во трговијата за 11,5%. Тоа е одличен успех, но потенцијалот за зголемување на таа трговска соработка е огромен, на кој што треба да работиме. Отворените интеграции во НАТО во Република Северна Македонија веќе имаат позитивни ефекти. Зголемен е бројот на заинтересирани странски инвестиции. 2018 година ја завршивме со 625 милиони евра странски инвестиции, што е двојно повеќе од најдобрата година на нашиот претходник од претходната власт. Или е повеќе од 2012, 13 и 14 година, како едни од најдобрите години на странски инвестиции во Република Северна Македонија. Индустријата расте за 12%, бруто домашниот производ од минус 7,7 пред 20 месеци, сега е 3,7%. На зголемената економска соработка во регионот и исто така нешто кое што го очекуваме да го види и Европската Унија, каде што целиме. И ако бидеме економски посилни држави, тоа ќе биде аргумент плюс во европските аспирации на нашите две земји. Ако навистина нашиот регион ја затврстува економската соработка и ја напредува и ја зголемува, и западните европски земји повеќе ќе не почитуваат и ќе ја зголемат својата економска соработка со целиот овој регион на Западен Балкан. Ја напредуваме секако и билатералната соработка помеѓу Северна Македонија и Албанија. Ги мотивиравме бизнис коморите на нашите две земји на уште поблиска соработка. Проектот One Stop Shop на граничниот премин Ќафасан очекуваме да ја зголеми мобилноста на луѓето и стоките од општата трговија, а посветено продолжуваме да работиме и на интерконективноста, изградбата на патната и железничката инфраструктура пред се во рамките на коридорот 8. Работиме на патот Кичево-Охрид, се надеваме дека брзо ќе почнеме со железничката пруга Кичево-Лин, која што исто така голем дел од коридорот 8, но работиме и во финална фаза сме на изработка на проектната документација, која што му ја дадов како збор на Еди, на патниот правец Кичево-Дебар албанска граница, која што исто така важно поврзување помеѓу нашите две земји. Преку она што го отворивме со стопанските комори кои што беа во посета во Скопје, заедно и со нашата и со нивната, отворивме можност да ги подготвиме нашите институции да делегират дури и доверба, која се работи за транспортот и трговијата на стоките, за да можеме навистина протокот на стоки да го напредиме и да биде многу помобилен, многу пофлексибилен, затоа што наша заедничка обврска е да јакнеме економската зона во рамките на Берлинскиот процес, прво од причини заради нашите граѓани, а секако и заради подобро позиционирање на целиот регион во Европската Унија. Потребно е да го задржиме фокусот на позитивните демократски промени што водат кон Европа. Република Северна Македонија тоа го прави, а во Република Албанија гледаме и потенцијал и партнер во овој процес на целосна интеграција на целиот наш регион и посебно нашите две
пријателски земји. Благодарам. Time Samarđiju nga Vision Plus. Самарџију од Vision Plus, вие во вашиот збор кажавте диалог, но за жал во политичкиот речник значи се користи македонското сценарио, нешто што се ве мола микрофонот поблиску. Значи Okay. Shpërfoli shumë për një Значи, многу се зборуваше за македонско сценарио, опозицијата која што беше инспирирана од македонската опозиција. Значи, што мислите за последните случување, политички случување во Македонија, во Албанија? Значи, Еришон Бендо во една заедничка средба говореше, значи, вие имате извештај од тоа дали колку реално е таа поддршка, што презема вашата влада за руското влијание, бидејќи со истиот проблем се соочуваше и Република Македонија. Добро еве вака. Како што реков, ние бевме опозиција во Република Северна Македонија пред 21 месец. Толку имам честа да бидам премиер на мојата земја. И не е тоа многу далеко за да се сеќаваме како беше и да дури па да правиме паралела овде со пријателска Албанија. Уште еднаш напоменуваме, ние сме пријатели на сите граѓани во Република Албанија и дојдени сме како пријатели, но само морам да потенцирам дека во времето кога јас бев опозиција, извештаите на Стејт Департментот, извештаите на Европската Унија зборуваа за хибриден режим во Република Северна Македонија. Во тоа време правото на демократски процес исто така беше возможно, како што верувам дека е возможно и во Република Албанија, но секогаш кога разговарав со комесарот Хан, како шеф на опозицијата, разговарав со европските пратеници, разговарав со Фредерика Могерини, па дори и со председателот Јункер и со сите други лидери на Европската Унија. Замолував за мојата земја да и се даде датум за преговори, заради тоа што тоа е стратешка цел на мојата земја, без разлика на нашите внатрешни конфронтации. Навистина, ја разбирам секоја опозиција на секаде, но апелирам да водиме грижа за државата без разлика дали сме власт или опозиција. Заради тоа што обврска на сите е државата. И заради неа постоиме и како политичка партија, но и постоиме заради граѓаните. И во тоа име, како пријател на Република Албанија, навистина посакувам само добро за ова наша пријателска земја, за овој наш пријателски народ. Секој има право на демонстрации, тоа е демократска алатка, на протести и слично, но секако да внимаваме на едината на земјата. Мојата земја е земја кандидат од 2005 година. Граѓаните на Албанија и Република Албанија долги години чекат да се отворат поглавјата, да дојдат фондовите, да вледеме во така наречените медени години кога на вистина Европската Унија низ диалог и преговорите и поглавјата ќе го крева заедно со сите нас дома нашиот економски стандард, за да и некога станеме полноправна членка на Европската Унија. Ги споделив позитивните работи што се случуваат во нашата земја од членството во НАТО и од известното очекување добивање на преговори. Тоа на крајот значи стандард, тоа значи странски инвестиции, тоа значи работни места, тоа значи повисоки плати. Затоа знам дека на двете наши земји прва стратешка цел е добивањето на преговори со Европската Унија и јас се надевам дека навистина ќе се движиме успешно во тој правец. Русија не е навивачка земја на Европската Унија и с проширувањето на Европската Унија и секако дека не може да има навивање за текот, европскиот тек за ниту една земја од Западен Балкан. Ова не е тајна. Тоа е јавно, тоа се знае. Но ние имаме национална агенда која што главен збор им е да се обединиме
да се обединеме во европското семејство. Секогаш кога ова цел ни се заканува, толку кој што не е навивач на овој наш пат кон Европа, Европската Унија, целосното интегрирање на Албанија и Западен Балкан кон Европа, секако дека тоа е знак на неподршка. Толку. Господине Рама, додека сте во исчекување во втората покана за меѓу владината седница македонска, значи може да ни направите краток опис како тоа се одвиваше додека за премиерот од Северна Македонија. Господине Заев, кој е вашиот политички став што се однесува на регионалниот Шенген за западните земји, во Западен Балкан? Значи, во таа средба се дискутирале за овие средби. Значи, се разговарале со конкретни термини. Значи, кога тоа ќе почне, бидејќи Албанија и Косова ќе почнат во половина на оваа година. Ви благодарам. Не бев долг во мојата презентација, во сите детали и текот нашите односи и во текот на нашите договори, но знам да кажам само ова, дека односот меѓу Албанија и Република Северна Македонија никогаш не бил подобро од денес, по-продуктивен од денес и по-ветувачки од денес. Значи, тоа е нешто што е очигледно и е јасно како ден. Да дадам само коментар заради тоа што не дадов коментар за возвратната G2G, односно влада со влада средба. Планот е во летото, после завршувањето на председателските избори во Република Северна Македонија и локалните избори во Република Албанија, да ја одржиме заедничката владина седница, каде што доделивме задачи на нашите институции да го искористат моментот за многу позитивни констатации на завршени обврски помеѓу институциите. Една од тие работи е отварањето на One Stop Shop, односно заедничкиот граничен премин на Ќафасан, каде што треба во најмала рака да го преполовиме времето на чекање на патници и на трговска стока помеѓу двете земји, кое што засега е непријатно во делот на чекањето. Ние должностни е тоа да го овозможиме. Во рамките на таквите институции тоа ќе значи дека ќе има само една контрола. Нема да се поминува на две контроли, ќе биде една. Истото ќе важи и за самите стоки. И тоа е исчекор кон унапредувањето на севкупната слободна економска зона, која што Берлинскиот процес сите ние 6 земји од Западен Балкан сакаме да го постигнеме. Секако наша заедничка цел е целосното интегрирање во Европската Унија, а со тоа и комплетното интегрирање на нашите граѓани, отстранување на границите, влегување во европското семејство и слично. Тоа е конечната тенденција, но чекорите кои што ги правиме сигурно ќе водат кон тоа. Реков дури следниот чекор ќе биде подготовка на нашите институции да делегираат целосна доверба на институциите во Република Албанија, како што е Агенцијата за храна и ветеринарство. Ако во Република Албанија потврда дека ова храна која што излегува од Албанија према Република Северна Македонија е квалитетна, е потврдена по стандардите на Албанија, за нас е тоа доволно. Не мора да се проверува во Република Северна Македонија. И обратно. Исто соодветно и со другите институции. Тоа ќе го намали на 10 до 20% времето на чекање на стоките кои што се случуваат помеѓу двете земји, така да чекорите кон отварањето за комплетна мобилност помеѓу нашите граѓани, трговските стоки, економските соработки се во одличен правец. И навистина никогаш не биле подобри од досега, како што каже мојот пријател Еди, но наша задача е да ги направиме совршени, кои што дефинитивно ќе носат профит на компаниите, за нас ќе носат бруто домашен производ, зголемување на трговијата, нови работни места, квалитетни работни места со високи плати за нашите граѓани и секако растење на севкупниот извоз од нашиот регион према западните европски земји.